Зошто запреле автобусите? Дедо му на Орхан како дете им се радувал на брзите коњи што поминувале низ нашата улица. Татко му на Орхан во детството им се радувал на обичните воловски коли што поминувале низ нашата улица. И Орхан им се радува, но не на коњите и воловите, туку на автобусите. Колку пати досега тој ги поздравувал автобусите мавтајки со шамиче, делејки им бакнежи. Сега Орхан и самиот е во еден од тие автобуси. Тој денес првпат оди на училиште. Во него си е некако толку убаво и прекрасно. Од ненадеж автобусот во кој беше и Орхан запре. А од спротивната страна на улицата се зададе уште еден сличен автобус. Запре и другиот автобус. Леле, рече една од мајките. Сигурно е згазено некое дете. Обично затоа запираат автобусите. Леле, рече една бабичка, да не е згазен некој старец. Сигурно затоа запре автобусите. Леле, рече едно дете, сигурно е згазена некоја топка. Сигурно затоа запре автобусите. Орхан ништо не рече. Тој ништо не сакаше ни да чуе. Вистината за запирањето сакаше да ја научи лично од самиот шофер. Кога? Што да види? Што? Шоферот? Шоферот од неговиот автобус, подавајќи му го преку прозорецот појадокот на другиот шофер и му рече: денеска треба да возиме мошне внимателно. Децата прв ден одат на училиште. Така е наредено од управата. Беше вистина. Сите училишта првпат своите врати широко им ги отвараат на голем број првачиња. Да затоа толку деца и се беа препуштиле на оваа радосна река низ улиците. Ете зошто запреле автобусите. Но мнозината не ја знаеја причината за оваа неочекувано запирање. Тоа беше обично запирање на автобусите.